А ние ќе се префрлиме на нашата утринска тема и она кое што е во фокусот на денешната утринска на тема, тоа се идните првачиња, чии што уписи траат во овој мај, односно во мајскиот период. Сите оние кои што веќе се запишаа или се запишуваат, се разбира оние дилеми и прашања кои што ги имаат за родителите, кои што ги имаат за своите дечиња, за тоа дали се подготвени за училиште, како е најдобро и најправилно да се подготват, која е улогата тука на наставниците, па ќе ги споменеме, се разбира, психолозите и оние кои исто така имаат улога во цел тој процес, особено кога зборуваме за одредени потешкоти кои треба да нели се лоцираат, а потоа и да се работи, се со цел да се достигне еден добар резултат. Тука се логопедите. Па затоа сметавме во оваа наша утринска тема дека е една одлична комбинација да имаме психолог и логопед и од двата аспекти да го опфатиме нели сето ова во однос на подготовката или започнување со еден нов процес или нов дел од животот, образовниот процес кој што е особено важен на самиот старт во прво оделение. Но не ги заставивме нашите гледачи, граѓани, оние кои што ги среќаваме на градските улици. Да, имено ги слушаме вашите одговори за да можат Марија и Фики секако да се надоврзат на анкетата која што нашијата Софија вчера низ скопските булевари и улици ги направи со вас, така што ја слушаме анкетата. Дали мислите дека денеска децата се подготвени за во прво оделение? Па мислам дека не се баш подготвени. Па мала е школската возраст, нели од 6 години се со 9, ама па прво колку што знам помалку им дава да учат, колку да се навикнат да седат, ама може и од 7 сега. Ние идевме од 7. Ја мислам дека се. За прво оделение, па би требало, родителите треба да ги подготват. Мислам дека да. Зависи кој е дете. Некои се подготвени, некои не. Не. Што е најважно според вас за успешен почеток? За успешен почеток најважно е да не се плашат. Дека нешто што тешко ги чека во школа, толку да се бидат онака, автентични, радосни, нормални и да учат со љубов. Па прво да се здрави прави, здравје да имаат и волја за школа. Па да имат волја децата да учат, мерак, радост, тоа е. Нормална домашна подготовка и добро воспитување. Родителите да и објаснат убаво на дечињата како треба да тргнат, кои се правилата во училиштата. Родителска грижа, што за жал секој ден се повеќе изостасува. Дали сметате дека родителите и градинките доволно посветуваат време на идните првачиња? За жал, у денешно време не можам да кажам дека е така, затоа што и родителите се многу зафатени, па нема толку време, не е тоа оправдање, да се посветат со децава, а и некако училиштата врзани им се рацете со тие закони нови што се воведени, што тешко може да избркаат лоши деца од училиште, што тешко може да влијаат на наставните програми, учителите на книгите, па на многу оделенија им се за несоодветна возраст напишани и тоа е све еден комплекс на прашања што не може така лесно со еден одговор да се реши. Но за разлика од мое време натака, значи ни родителите ни градинките не им посветуваат. Дали се заузети родителите со бизнис или ова, уопште не посветуваат внимание. Трагично. Мислам да. Таа ми е работа на нив, се како што иде и се подобри, ги подготвуваат за тие работи. И да, и не. Мислам дека не посветуваат доволно внимание на дечињата, бидејќи имаат премногу големи групи, а многу малку негувателки, не може да се посветат доволно на дечињата. Би требало што повеќе да работат со децата. Не, затоа што јас имав првачиња, ние работевме, меѓутоа она што го гледате во школа, кога ќе дојде во второ оделение, веќе ги заборавил она што го учил во прво оделение. Што понатаму да се каже. Фини одговори, различни некако по сензибилитет и вистините, и мора да кажеме дека во некој од овие одговори лежеше убава вистина дека веројатно волја, љубов, родителска грижа се оние постулати кои што детето треба да ги има. Така што добро утро ќе кажеме за Марија и Фики кои што ги најавивме утринава како еден убав тандем на денешната тема. Со Ивана споменавме, таа сигурно ќе се надоврзе сега и во најавата дека сите го поминавме можеби најстресниот ден, тоа е нели првото оделение, првиот наш почетен нов животен циклус во животот, меѓутоа
Не знам, од вашето искуство, веројатно самодовербата кај едно дете или прваче се гради кога во моментот кога ќе го слушнеме, кога ќе се почувствува дека е разбрано, меѓутоа дека е најстресниот веројатно период во животот, тоа ќе го посведочиме сите ние. Така е, ќе позборуваме за емоционалната подготвеност и за тоа што значи вистинска подготовка во јазично-говорна смисла и моторика и сето на кое што е важно пред да се започне во училиште, односно пред да се започне со првото деление. Малку по добро представување на нашите гости, Фики Гаспар од Центарот за психофизичко здравје Гаспар и заедно со нас Марија Петровиќ, која што е специјалист логопед од Центарот за превенција, рана интервенција и стимулација. Весели зборчиња. Добро утро за вас, добро дојдовте во Утринска на Тилма. Еве неколку пати ве најавивме, можеби за оние кои што и подоцна се вклучуваат, но рековме одлична комбинација да може да реализираме оваа тема од двата аспекти. Па да, кажа нашите граѓани оние кои што беа расположени да одговорат и на вистина голем дел од нив и вистината говорат за моменталната состојба, па и за впечатокот кој што го има секој од нас, но од професионален аспект, од луѓе кои што секојдневно работат со деца и млади и особено вака во овој период пред да започне новата учебна година, која е она емоционална подготвеност која што би требало да ја имаат првачињата? Така, па да видиме од психолошки аспект, поточно од развоен аспект. Значи, според Пиаже, они се во преоперационална фаза, тоа значи дека се уште размислуваат конкретно, апстрактното мислење не е толку вклучено, најмногу учат преку игра, преку улоги, преку имитација. Родителот е тој или воспитувачот, или во овој случај, нели почнувајќи прво учителот е тој кој што треба да ги води и да ги насочи. Се уште не можат сами. Кога спомнавме за самодоверба, ние се во една фаза каде што овде имаме борба помеѓу иницијација од нивна страна, наспроти вина, тоа го објаснуваме од психолошки аспект, што значи тоа, доколку ги поддржуваме и ги насочуваме. Во тој случај, пошто они сега сакаат најмногу да истражуваат, најмногу прашуваат, најмногу зборуваат. Што е природна појава, апсолутно. Што е природна, нели, развојна состојба. И во тоја ситуација, они добиваат самодоверба доколку се поддржани. Но ако често ги критикуваме, се појавува таа чувство на вина, потреба за повлекување и тука се нарушува самодовербата. Така да е многу специфична фаза. Многу често сме, нели, ја разговарале со колегите и со останатите професори и со сите кои што, нели, се занимаваат со овој период на развојот, но и со едукација и со класичното образование, затоа што они преминуваат, нели, 5:6 години почнуваат. Многу често гледаме, колешката може ќе се согласи, гледаме и развојни доценја овде кои што знаат да влијат, но некогаш и кога се работи за типичен развој, детево е некогаш спремно да почне со училиште, некогаш се препорачува па да се почека следната година, да па и ние ги советуваме родителите, нели, доколку имаат простор да почекаат за да може детето да биде баш спремно да влезе. Има еден господин кој што кажа, нели, со радост и автентичност да, нели, да се влезе во училиште и да се биде свое дете. Меѓутоа, кои се најчестите стравови, бидејќи сепак, нели, тоа е веќе една нова средина каде што треба да има компромис, агилност, адаптација поинаква. Кои се најчестите стравови, Вики, можеби за почетокот на училиштето? Така. Па видите, секоја транзиција е стресна, независно дали е кон позитивно или кон негативно, ова е позитивна промена, нели, од градинка во училиште, и тоа многу често се збори. Некогаш, нели, деца имаат братчи и сестрички што поминале помалку име, некогаш може и полесно, но некогаш, нели, се први. И пошто родителите често го зборат овде, ајде за припрема и ете, некогаш и посетуваат, нели, и чисто консултативни логопед и дефектолог да видат развојната фаза, каква е па во градинката, ги спремаат, па се очекува од нив, нели, веќе тука вниманието треба да биде од 10 до 15 минути активно, да можат 2 до 3 инструкции да следат без да застануваат, разбираат време, разбираат ред, или треба, нели, веќе да се во таа состојба да разбираат. Така да од нив наеднаш се бара и тоа ја го става притисокот на децата, но и на родителите, и е тако возбудив период кој што, нели, овозможува ситуација што ако не можам, што ако не сум, нели, спремен за училиште, и тука се појавува тој страв. Тој страв мислам дека родителите можат многу добро да го изменаџираат и ако, нели, како што кажавме, го поддржуваат детето и му дозволуваат на детето или му дозволувале до сега додека прашува, се
сира, бара решение за некој, да си биде свое, да внимаваат, нели, да не при тие активности многу често се моторички со скокање и со ова да не се повреди, но да му даваат простори, да го охрабруваат дека треба да проба и може. Во тој случај многу лесно и многу соодветно ја поминуваат таа фаза, посебно па и нели од социјален аспект, ако добро се социјализирани и продолжуваат, може би го спомнавме и пред разговорот, со некои дечиња од градинка кои што се знаат, па едноставно чувството на сигурност и на безбедност е поизразено во тој случај, пошто познаваат повеќе луѓе, но и да не е така, нели доволно имаат, ние ги викаме тие одбранбени механизми да се справат со таа нова позитивна криза што се случува, така да има многу аспекти. Ние препорачуваме, нели, родителите доколку сакаат да дојдат да се консултираат, нели, за оваа фаза, доколку имаат некои прашања и ги интересира што можат они да направат најсоодветно. Но еве и од колешката ќе каже од логопедски аспект, нели, како функционира и говорот во овој период и што се случува со тие дечиња кои што можеби малку доцнат со развојот или имаат говорно-јазичен доцење на развојот, ќе ни објасни, предпоставам, колешката. Да, Марија, за јазично говорната, да речеме, подготвеност, она која што е потребна, нели, кога детето се запишува во прво одделение, ние знаеме дека при уписите постојат и тестирања, каде што самиот психолог во училиштето тоа го проценува, па понатаму се, доколку има потреба, се препраќа кај логопед. Така. И за родителите, точно е, да, голем број прашања, дали моето дете е подготвено, како да се препознае, можеби нешто кое што на дополнително треба да се работи. Што е тоа кое би било важно да се знае? Од логопедски аспект. Од логопедски, да. Многу често пред тргнување во училиште, децата се соочуваат, тоест родителите тука повеќе обрнуваат внимание на говорот, што е погрешно, нели? Тоа треба да се случува многу порано, бидејќи краток е периодот од тестирање до тргнување во училиште. Тоа се само неколку месеци летото, тука се летните одмори, нели, колку и да почнат со третмани, се прават паузи, се оди на одмор еднаш, два пати. Нема конзистентност, нема, да, значи нема во оваа наша работа многу е важен и континуитетот, значи и соработката на родителот со стручното лице и детето секако, нели, тој триаголник мора да биде исполнет за да функционира целата таа работа. И затоа на детето треба да се обрне многу порано внимание во однос на, нели, на говорно-јазичниот развој. Детето за да тргне во училиште треба да биде спремно, како што рече Фики, треба, нели, таа психолошкиот дел, психолошката поддршка е важна, меѓутоа во однос на говорот детето веќе кога се запишува во училиште треба да има еден комплетен говор, како сега ние што разговараме. Значи флуиден, да. Изговорот на сите гласови, значи артикулацијата на сите гласови од мечиниот јазик веќе треба да биде, значи, како што треба на сите гласови. Граматичката структура на реченицата треба да биде потполна. Мислата, значи текот на мислата, изразувањето, детето треба да може да се изрази, да знае да каже што сака, нели, своите барања да ги исполни. Генерално, значи, говорот треба да биде комплетен кога ќе тргне детето во училиште, за да не дојдеме до онаа ситуација како што зборувавме, нели, пред малку, чувство на недоверба, на несигурност, затоа што сакаме ние да признаеме или не, дете што нема правилен говор, нема да се чувствува пријатно во средина каде што другите деца, нели, ќе бидат со подобри јазични вештини и слично, и затоа и самото училиште бара, нели, за да можеме да конверзираме, да се изразиме. Што да речеме, Марија, сигурно материјали имате и двајцата од искуство, нели, изминативе години. Ако некој дете има богат речник, меѓутоа тешко комуницира со деца. Да, се случува, значи тоа сега, тука може би детето е до карактерот, може би е повлечено, поинтровертно, да речеме. Да, меѓутоа исто така треба да се види, може да има некоја друга јазична бариера. Детето може да има богат фонд на зборови, меѓутоа треба да се види дали детето го разбира тоа што го зборува, значи дали фразите, дали речениците, дали го разбира едноставно тоа што го зборува. Се случува да има деца што немаат јасно изразување, меѓутоа разбирањето им е на сосема друго ниво и тука треба да се работи корекцијата. Тука се тие јазично говорни нели нарушувања, треба да се направи една проценка од страна на логопед и најточно ќе се дадат инструкции на родителот што понатаму дали треба дома да работи само родителот, дали детето треба да посетува третмани. Да, и сега Марија, кога веќе спомена за тоа дека треба однапред, односно навремено да се забележи
за доколку има потреба за работа со логопед, доколку тоа не се случи, а веројатно што го спомена на почеток и не се случува така порано, и се случува можеби во овој период пред запишување на училиште и започнување во прво оделение. Што понатаму? Значи што се случува кога детето ќе тргне во прво оделение? Како понатаму тече работата со логопед? Колку е тоа пречка во текот на изучување на тоа кој ги очекува во прво оделение? Секако детето ќе се соочи со тешкоти, дали тоа ќе биде во однос на комуникација со останатите другарчиња, дали ќе биде во однос на, нели, тука следува пишување, следува читање. Значи, ако детето нема правилен говор, ако има некоја говорна јазична потешкотија, тоа ќе се одрази врз читањето и врз пишувањето и врз значи целокупното учење. Детето што има такви проблеми, тоа се одразува и понатаму во целокупното учење, нели, во образованието понатаму. Меѓутоа, штом веќе детето тргнало во училиште, родителот, сигурно и учителката, наставничката ќе насочи, ќе им посочи дека ова детенце, нели, треба малце да се поработи повеќе, треба веднаш да побараат помош ако веќе не е побарана, затоа што важно е времето да не се изгуби, важно е веднаш да се почне со поддршка, со третмани, за да може, нели, детето да ги постигне оние, значи да стигне исто како што се неговите врсници. Да. Постои период, поддршката е особено важна, но постои ситуација каде што родителите од една страна велат добро е детето да биде самостојно, а од друга страна сметаат дека можеби треба повеќе да инсистираат за одредени работи во изучување за нешто, подготовка, можеби за некои работи, се со тоа како родителот веројатно го проценува своето дете и како мисли дека треба или е најдобро за сопственото дете, но нели сите ние родителите сакаме најдобро за своите деца, но тоа не значи дека не правиме можеби попатно грешки. Што е можеби подобро или кој е балансот помеѓу од една страна самостојноста на детето на таа возраст, од друга страна тоа кој што треба да го насочи родителот, а сепак да не врши притисок? Да, овде е најважна проценката. Значи родителот треба убаво да процени или доколку нели посетува одредени експерти како логопед, дефектолог или психолог да му дадат насока до кој степен, нели, што треба да се очекува од детето. Најчесто родителите сами можат да го проценат тоа. Нели, самостојноста е многу важна. Уствари целта, нели, со нашите деца е да ги направиме да бидат независни од нас, таа е целта на родителот. И тоа како се прави со тоа што се, нели, охрабруваат моментите кои што детето може и сака да го прави само, а се дава поддршка таму кај што вистински не може, деломна или целосна. Некоја работа што е релативно опасна, ајде така да кажеме, е таа научена безпомошност, која што некогаш не сакајки при грешка родителите знаат да ја направат, кога премногу работи што детето ги може, ги одземаат па ги прават они за нив, дали е од наједноставни работи како облекување и спремање, го обструираат патот за самостојност. Така, на некој начин го ја стимулираат тој момент на научена безпомошност кој што го учи ствари несвесно на детето дека јас не треба ова или не можам јас ова, треба да останам на некој повозрасен или некој поспремен. Што ние, нели, ги насочуваме да припазат на тој, детето кај што може да го остават сам да работи. На оваа возраст веќе детето треба да може целосно да се облекува сам, да ги прави најосновните работи за хигиена, да си ги подредува своите работи по дома, еве и на градинки, на училиште. Градинкиве се трудат тоа континуирано да го прават, да се облекуваат сами, да се облекуваат или ги ставаат во процес, па помагаат кај што нели има потреба. Да, голем удел тука во сето тоа. Така, некои дечија нели се малку повешти моторички, некои не се, секако има индивидуални разлики, но е многу важно да се насочиме нели кон тоа да се акцентираат тие позитивни аспекти на секое детенце индивидуално, а со тоа да се малку даде подкрепа и нели на тие во кои што не се толку добро усовршени и секако нели доколку се работи за некоја атипичност, па таму има посебна проценка која што се дава на секое дете индивидуално и на секој родител, тоест на семејниот систем, за како нели да почнат да функционираат подобро или нели доколку веќе имаат систем разработено како да го подобриме тој систем, нели како можеме ние да им помогнеме да бидат поефикасни со цел нели да се помогне и на родителите, да се намали нели таа малку
да ја кажем, ајде анксиозност од предизвикот кој што го имаат, но и да му се помогне на детенцето, нели, подобро да поминува низ процесот. Има ли некоја ваша препорака, која што, еве како што спомена и Марија и ти, Фики, можеби секој од нас носи своја планина, тежина, секој во различна ситуација е растен и така натаму, вон наставна програма која што ќе помогне можеби, дали некое хоби, волонтирање или нешто што ќе помогне може на детето полесно да ги надмине сите потешкоти за социализирање и да се направи компромис со училиштето и со учениците понатаму. Нешто што ќе биде како дополнителна подготвителност можеби за првачињата. Па може нели оние групни часови, работилници што се случуваат, скоро секое стручно лице сега центрите нели ги правиме. Тоа е многу добро за социализација, покрај тоа што детето оди во градинка, нели? Секако, меѓутоа, тука е сепак помала група, се обрнува повеќе внимание, се учи да чека ред, сите оние вештини што ги зборуваше Фики за што треба веќе да ги знае детето кога ќе тргне во училиште, самостојност, да чека ред, да знае да победи, но и да знае да изгуби, да се носи со неуспехот. Исто така тоа е многу важно за тргнувањето во училиште, така да тоа е една многу добра активност што родителите може да ја направат пред тргнување во училиште, потоа надвор нели природата, има најразлични активности. Сето тоа ќе му биде плюс на детето, да, ќе му помогне многу. Така, исто така ете Марија не потсети и на емоционалниот развој, кој што е многу важен. Значи многу важно е родителите да знаат дека детево на оваа возраст, иако веќе ги учи емоциите и знае да каже нели кога се лути, се уште ја нема таа емоционална регулација како возрастна личност и често знаат нели да не ги регулираат така емоциите, па да покажат повеќе лутина, да плачат или да кажеме да се однесуваат побурно, иретабилно, кое што е многу важно и овде најважно е да се даде поддршка за да се научи детето како да ги регулира тие емоции, не толку да се нели насочуваме кон како влијаат тоа однесување на средината, туку да го научиме детето и да ја стимулираме таа регулација и да најдеме методи, ние препорачуваме методи со кои што они можат полека нели да повеќе да се регулираат емоционално, да разговараат, да кажат што чувствуваат, зошто го чувствуваат, ајде да најдеме начин, главно е кога збориме за лутина, како да се смириме, што е тоа што не налутило, така да емоционалната регулација е многу важна, посебно кога ќе се започне во училиште, како што кажа и Марија, заради тоа што па од нив овде веќе се бара и тоа почитување на правила, почитување на ред, почитување и во некои моменти, нели, човекот победува и губи во животот, тоа е сосема нормално, кој што го има сега. И тоа е многу важно за емоционална регулација, да детето свати дека тие се нормални работи и се текот животот, кој што па понатаму би го спремили и за поголеми достигнувања и поголеми предизвици кои што животот на сите ни ги нуди. Само уште малку пред Ивана може да постави следно прашање. Зборевме зад камери дека Марија сте имали искуство нели во Стокхолм, ако не грешам како што споменавме, меѓутоа фасцинантни се некои образовни системи. Јас секој пат го поентирам на јапонскиот пристап кога споменавте заеднички за емотивната регулација, вели јапонскиот пристап кон воспитување и образованието на децата често се посочува како еден од најдисциплинираните. Наместо фокус само на оценки и надпревар, она што нели велите материјал, вели јапонскиот концепт големо внимание посветува на создавање карактер, почит, одговорност и чувство на заедница. Децата уште од најрана возраст учат за својот карактер, за своите емоции, сами ги чистат училниците, служат храна на соучениците своји другари, се учат дека секој труд има вредност, наместо постојано да им се повторува што смеат, се развива све за тоа како нивното однесување влие врз другите. Токму затоа јапонскиот концепт не создава само добри ученици, туку и дисциплина, емпатија и кон светот и кон себе. Тоа е цел систем различен. Тоа не е важна никогаш оценката, нели? Кај нас многу се гледа на тоа. Важно е детето да се осамостои, важно е детето да научи да функционира низ животот. Не секогаш нормално, нели? Успех. Сите ние како родители сакаме нашето дете да има успех, меѓутоа покрај тоа и овие другите работи се многу поважни за детето да може, како што рече Фики, нели, целта ни е да го осамостоиме, да го направиме што понезависно од нас. Тоа ќе го научи само низ вакви
вакви примери во животот. Да и затоа пред училиште, како што спомнавме, е подобро да се изложи на такви ситуациите. Надпревари, губење, победи и слично, за да може, нели, да се носи. Па се сеќавате, имавме, мислам, некој предмет домакинство и хигиена, кој што после да се истреби од училиштето, кој што не учеше дека треба реципроцитетно, кој да купи леп дома, кој треба да ги испегла или да пушти машина за, не знам, перење и така натаму, нели, поделени обврски, што велите, и тука веројатно се прави таа емотивна регуларност. Така е, да. Така, многу зависи културолошкиот аспект. Јапонија функционира така. Истражувањата покажуваат дека кога учениците се грижат за училницата и за останатите соученици, се развива едно чувство на близина, на свое, училиштето го чувствуваат како свое, затоа што се грижат за него, училницата ја чувствуваат така. Јас се сеќавам, помина доста време, но јас кога бев ученик во основно училиште, имавме често такви моменти кога ги чистевме училниците. Тоа беше се со цел да се стимулира тоа чувство на наше, на заедничко и поврзаност и близина. И од културолошки аспект пак ќе кажеме, јапонскиот народ функционира на начин, можеме и во историјата тоа да го видиме, дека они функционираат многу повеќе на тој начин и кај нив работата е многу на високо ниво или постигнувањето во општеството. Ние не сме до таму стигнати, нели, поминуваме низ одредени периоди каде што и мора да кажем и технологијата многу ни влијае, но и менување на некои системи. Така да се тоа ни влијае на првично на луѓето, главно на семејствата, но тоа ни влијае, нели, и на најмладите, на децата, и затоа треба внимателно да одиме во сите периоди, посебно со таква напредна технологија и дигитализација, и е многу важно да знаеме дека треба да се потпреме на тоа што веќе ни е докажано, тоа се развојните фази, тоа се што можеме да очекуваме и што да бареме од когнитивен аспект, од социјален аспект, психолошки аспект, нели, цел тој момент на развојот, и родителите, доколку, нели, имаат потреба да се консултираат, секако може да се упатат до било кој професионалец што работи развојно, нели, кажавме, логопед, дефектолог, психолог, медицинските лица исто, посебно педиатрите се најсоодветни за комуникација, да, во овој аспект. Така да, многу широка тема. Да, широка тема и многу аспекти, односно повеќе работи треба да се опфатат за да се добие таа целина, но кога веќе фокусот во денешната тема наша утринска не се токму правачињата, тогаш ќе споменеме, добро, секоја држава или секој образовен систем е различен. Методи, да, и скандинавските земји сметаат дека повеќе треба децата да поминуваат време на отворено, па наставата да се држи во природни услови и така натака, што веројатно довело и до други позитивни резултати, но кога зборуваме за тој баланс како да се направи детето човек и како, нели, понатаму во животот да се снаоѓа со различни предизвици, од друга страна па како да ги почитуваат пријателчињата, другарчињата или наставниците, и што е она кое што е важно, а во денешно време е предизвика, тоа е правилното слушање и зборување. Значи, кога да слушаме, кога да зборуваме. Фики спомена технологијата, особено голем удел има во сето тоа, да зборуваме кога не треба и да не слушаме кога треба, што значи дека и тоа претпоставувам дека е предизвик и со оние кои што, нели, се делот во вашата работа, поточно ваши клиенти. Колку се соочувате со ситуации каде што родителите знаат да постават прашање како или што значи кога ќе се тргне во прво одделение или генерално во училиште, детето да слуша редовно, но и да, нели, зборува или се изразува како што треба. Кога е, да кажеме, тој вистински период или кога е време за кога има аларм дека тоа не е како што треба? Мислите да од дистракција на други работи, кога не може да се задржи вниманието и концентрацијата. Па тоа е тој момент со вниманието, најчесто како што рековме, нели, како што рече Фики, екраните за жал денеска го нарушуваат тој момент со фокус и внимание кај децата. Границите се многу поместени баш поради технологијата. За детето да тргне во училиште барем 15-20 минути, ако не повеќе, треба да има веќе насочено внимание за да може да ја слуша, да ја следи наставата, да молчи и да слуша, нели, да не станува од столче. Еве, јас во мојата пракса многу често се соочувам со тоа, детето нема внимание, не седи на столче. Значи, му даваш активност, не ја ни довршува, станува, бара следно, само стимулација до стимулација. Сето тоа е, нели,
од екраните, од видеата, меѓутоа за да тргне во училиште, детето треба да може да седи на столче и ако не се чувствува спремно, како што рековме, подобро е да се одложи училиштето барем 1 година, да се поработи на сето тоа за детето да тргне сигурно и самоуверено во училиште, да може да слуша, меѓутоа да може да комуницира, да може да врати кога ќе биде прашано, кога ќе му биде поставено прашање, да може да научи песничка, да може да ја каже песничката. Денеска е многу тешко едно детенце, значи од искуство, да му дадеш песничка и да ја научи и целата песничка да ја каже без никакви рецитирањето што беше дел, дистракции, без станување, без и тоа е многу важен дел од самиот процес на комуникација и тоа е една исто така друга тема на која што треба да се работи вниманието и фокусот за детето да биде спремно за тоа ново поглавје во животот. И тоа е константна работа, не само во почетокот или во првото деление, туку и во текот на образовниот процес. Се движиме кон крајот на разговорот, рековме голема и широка тема, можеби офативме само еден мал дел, но затоа имаме можност се разбира тоа да го реализираме и во иднина. Ќе кажеме за сите родители кои што можеби не гледаат, за оние кои што сите си имаат прашања, па и дилеми или пред почетокот на новата учебна година, кога е најважниот период на градење на самодовербата кај детето во однос на годините, не споминавме од таа до таа возраст и најглавната улога која што имаат родителите во однос и на подготовка за училиште, како една кратка порака и се разбира Марија во продолжение за исто, како порака за оние кои што сметаат дека треба доволно редовно консултации со логопед, а и кога е вистинско време да се направи тоа. Сега имаме проверки во градинките каде што се насочуваат родителите дека треба да се консултира специјалист. Кој ќе почне? Еве, јас. Кога е време за логопед? Како што рековме на почетокот, време конкретно нема одговор на тоа прашање. Многу често јас го слушам тоа прашање, дали е мало, дали е големо, дали не. Значи време е тогаш кога родителот ќе почувствува било каков сомнеш во однос на целокупниот развој, не само на говорот, нели да побара помош од стручно лице. Во однос на говорот веднаш, иако е мало детето, ќе добие точни насоки. И сето тоа, значи ако на време се почне, ќе доведе до оној степен претргнување во училиште, детето да биде спремно. Значи време е тогаш кога родителот ќе почувствува некаков сомнеш. Ако веќе не го направиле тоа, секако претргнување на училиште, мој совет е едноставно тоа да направат една проверка кај стручно лице на целокупниот говорно јазичен развој кај детето, за родителот да биде сигурен и детето едноставно да си биде подготвено за во училиште. Тоа не е ништо страшно, ќе добијат добри совети, насоки за понатаму, ќе видат дали треба воопшто да се прават третмани или нема потреба од тоа. Секако, значи, за детето да биде подготвено, мој совет е нели да си побараат на време помош ако веќе има потреба. А претпоставам, Марија, читањето исто така ќе го воведеме како една дисциплина, барем секојдневно со оглед на тоа дека гледањето содржини стана редовна навика, запоставуваме дека Да, читањето, покрај телефонот, тоа нели, меѓутоа сепак јас ќе кажам тоа е од дома. Значи родителот е тој кој што треба на детето да му направи навика дека треба да земе книга во рака, значи кога е помало да му чита за подоцна, нели да му ја разбуди љубопитноста, да сака да ја отвори книгата, да ги види сликите, да раскажуваат, да зборуваат. Таа навика што се гради од најмала возраст и од дома за понатаму, нели ќе му помогне на детето кога ќе треба да учи многу поголеми материјали, да. Да, во текот, кога збориме, веќе спомна Ивана самодоверба, во текот на целиот живот самодовербата ни е важна и ни игра доста значајна улога на тоа ние како се насочуваме кон животот и кон предизвиците, но тоа што треба да го знаат родителите е дека до 10 години децата се најмногу фиксирани и подпрени на родителите. Не значи дека после застануваат, но се намалува тој начин, поминување на пубертетот, децава влегуваат во таа фаза каде што се врзуваат повеќе за врсниците, нели се појавува тој револт со тинејџерството, што е нормална исто развојна фаза. Така да важно е многу во овие години родителите максимално да можат да го искористат периодот, нели? Пошто најмногу им влијаат на децава, потоа веќе влијаат и врсниците и училиштето, повеќе се менуваат работите, па таму некаде на 25-6 години пак се навраќаат на родителите од искуството, но тие се различни моменти. Со тоа што многу е важно да се пазат сите овие, стварно е преширока темата, разбирам зашто на
нели гледачите поштедно што имаат детенце во оваа фаза или доаѓа према таа фаза или ја поминало таа фаза па се размислуваат како поминале, може да им биде и доста оптоварувачка и со премногу информации, некако да не може да се нели целосно процени ситуацијата и затоа нели сме ние тука да помогнеме, но тоа ја што им кажам на родителите, некако сите ние ја како родител имаме чувство дека некогаш добро ги движиме работите, а некогаш поедноставно ни треба малку подршка. Моментот кога ќе почувствуваат дека им треба подршка, да се обратат, многу важно. Нели веќе докажавме дека стигмата е доста намалена од психолошки аспекти, од сите други нели наши сродни професии. Докажано е дека кога ќе се вклучиме ние многу подобро се движат работите, така да го искористат тој момент да се консултираат, да видат што е најсоодветно и да знаат дека развојот, иако има нели одредени генерализирани моменти и развојни фази, сепак е многу индивидуална работа и секој детенце ја постигнува. Јас тоа многу често го кажувам на родителите, затоа што имаме па многу искуства, еве веќе работиме нели скоро 10 години, па некои дечиња се сега и веќе и доста повозрасни, гледаме дека не можеме точно да процениме и секоја личност има потенцијал за да прерасне во квалитетен возрастен човек и да има своји постигнувања, нели да врати на општеството, така да важно е да во тој даден период да искористиме, поточно родителите да искористат можност да направат како што сметаат, да се консултираат за тоа што не треба и да дозволат процесот на индивидуализацијата да си тече, за да нели можеме резултатот да го видиме и да бидеме горди и задоволни кога ќе се покаже. Неопходноста на оваа тема со вас да имаме беше и за жал се поголемиот обем на ваша работа, па така што верувам дека бевме подкрепа и поддршка за сите кои што во моментот, како што споменавме со Ивана, поминуваат и како родители и првачење из процесот на запишување. Така што ќе посакаме на сите успешна и безбедна нова учебна година прва и лето кое што еве убаво споменавте, добро е да се подготвиме нели заедно со да се искористи вака продуктивно и мудро. Ако го пропуштите овој разговор секако на YouTube каналот на Утриска ќе може да го секогаш достапна, така е. Поддршка е нормално и природно да се почувствува, особено за родителите или во она како велиме најубава и најтешка улога, а тоа е воспитувањето и родителството, а можноста ќе ја искористиме во овие последни минути пред да ви се заблагодариме. Фики, оно што го споменавме пред да почнеме во живо, новитетите во соглед на тоа што го правите во соработка со град Скопје, а добро како вест да го пренесеме на гледачите. Така, да, малку поразлично нели од темата за првачење. Точно е, со град Скопје имаме два проекти моментално. Едниот е за средношколци, кај што ќе се вклучат различни работилници за стручниот тим, главно за психолози, а другиот е бесплатната психолошка поддршка, која што мислам дека веќе не е официјално, не ја спомна и градоначалникот. А другиот момент е дневниот центар за лица со посебни потреби, кој што ќе биде од 14 години нагоре, но главниот фокус ќе биде на повозрастните лица, поточно на 26 години, кои што моментално мислам дека немаат дневен центар кај што ќе можат да се обратат. Ние активно работиме на средување на објектот, да постигнување сите критериуми кои што ги бара Министерството, за да побараме лиценцирање, но наше очекување е дека со работа во интерес на граѓаните ќе се почне некаде август, најкасно септември, со тоа што очекуваме, нели, благодарејќи на вас медиумите, да можеме таа информација да ја прошириме малку посоодветно до сите граѓани, поточно до семејствата на кои што ќе им треба, а за другиот проект врзан за психолошката поддршка, средношколците ќе бидат запознаени покрај медиумите и од училиштата кои што ќе ги известат нели што можат да користат и што овозможува моментално градот. Тоа ќе биде дневен центар, Фики, постојано. Едниот е дневен центар кој што ќе работи во 8 часовно, значи во текот на денот, кога родителите ќе можат нели да ги обувуваат сите обврски, работни обврски, сите останати обврски, а другиот проект малку ги измешавме, ние континуирана психолошка поддршка со едукација за стручниот кадар, но континуирана психолошка поддршка за учениците од средно училиште, кое што ќе почне од јуни, со тоа што нели ние ќе ги запознаеме, пошто учениците веќе ќе застанат со
редовната настава, ќе одат на летен одмор, ќе ги запознаеме преку социјалните медиуми и контактот кој што го имаат во училиштата, поточно тие родителски групи кои што ги имаат, нели, наставниците со нив, така да нешто кое што го размислувавме и го гледавме овој момент што е најважно и што е најпотребно, нели, така пристапивме и до локалната самоуправа која што го препозна тоа и ете се одлучивме да го сработиме, па се надевам дека во некое наредно гостување ќе можеме малку посоодветно да го представиме и објасниме. Да, ова беше само накратко како една информација, но се разбира подетално и за сето она што е важно да се знае, дополнително ќе реализираме следно гостување. Марија и Фики, ви благодариме за вашето гостување. Секој професионалец во својата област и веројатно со доволно искуство за да можете овие совети и препораки да ги дадеме во нашата денешна утринска тема и нашата соработка и понатаму ќе продолжи со цел да ете така некако се едуцираме на овој начин и се движиме во вистинска насока. Успешно во работата, се гледаме за скоро повтор. Благодарам.